Македонија од Оливер Вархеј доби помалку од 5000 вакцини, но доби и студен туш кога евроинтеграцијата на државата е во прашање. Еврокомесарот за проширување пред премиерот Зоран Заев најави дека е можно Албанија да биде одделена од пакетот со Македонија и пред нас да ги започне преговорите за членство во Европската унија, што не беше пример во минатото. Порача дека тие си исполниле својата домашна задача, дека доколку Македонија не ја исполни до крај својата, ќе бидат разгледани други опции. And if I look at the achievements of Albania, Ако ги погледнеме достигнувањето на Република Албанија, да, тие ги имаат постигнато, исполнето сите услови, меѓутоа ако не се постигне договор значи за случајот на Република Северна Македонија, мислам дека ќе дојде тој момент кога ќе треба да разгледуваме и други опции. Денеска го разговаравме ова прашање со премиерот Заев и се согласивме дека ќе мора да се направи, всушност да се постигне напредок. Она што е камен на стопнување во моментов е бугарското вето. Вархеј кој во октомври минатата година ни порача да не драматизираме околу ова прашање, велики дека решение ќе се најдело, сега не е толку сигурен. Порача морало да работиме и ние, а на овој спор работела и Европската унија. so what we're working on now Тоа на што ние работиме како Европска комисија е да можеме да се вратиме во нормална колку што е можно побрзо. А враќање во нормална значи постигнување на договор помеѓу двете земји. Договор значи закажување на првата меѓувладина конференција помеѓу Бугарија и Македонија. И се разбира, токму ова е тоа на кое што ние како Европска унија работиме сега. Дека мора да се најде решение, порача министерката за Европа и Устав на Австрија Каролина Едштадлер, која уште еднаш ја повтори пораката дека низината земја може да биде посредник во решавање на спорот со источниот сосед. Порача дека ја поддржувале Македонија на патот кон ЕУ, но ја поддржувале Бугарија бидејќи била земја членка. We will do our utmost to support both sides. И ние како Австрија ќе направиме се со цел да ги поддржиме и двете страни. Ќе ја поддржиме и Република Северна Македонија затоа што направи многу, меѓутоа и од друга страна ќе ја поддржиме и другата страна затоа што сме ние дел од Европска унија и ги поддржуваме сите земји членки. Во моменти кога Бујар Османи намини турнеја низ европските градови, сигурно со цел да лобира за напредокот кон ЕУ, јасно дека тој ќе го нема оваа година, а причина за тоа што Бугарија во моментов е во политичка криза и не може да се формира влада, па најверојатно во текот на летово ќе има нови парламентарни избори.